Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. Минатиот викенд се случи свадбата на принцот Хари, која беше одбележана и со специјално издание на Островската икона Мини. Во ова издание ќе посветиме време на уште една икона која ни доаѓа од Италија. Летото не може да помине без рекреација, пловење и нуркање, па одвојуваме простор за наутика и велосипеди. Од стандардните автомобилски новости ќе ве подсетиме на значењето на ознаките на пневматиците, ќе го видиме новиот моноволуменец на Kia, наменет за американците, и ќе чуете како звучи автомобилот со најдобар звук на моторот и да не ви откриваме се на самиот почеток. Принцот Хари и неговата свадба беа причина место кон Рим, сите патишта да водат кон Лондон. По тој повод Мини подготви уникатен примерок на Купер S наречен Royal Wedding Edition. Како што доликува, на неговата изработка е посветено огромно внимание. Кристално белиот интериер со кожа со светла боја е облагороден со специјален вез и сребрено-сини инсерти. Надвор и внатре се додадени хромирани детали и 3D печатени елементи со имињата на младенците. Покривот на овој автомобил е изведен со визуелна комбинација на британското и американското знаме. При отворањето на вратите посебно светло на тлото го проектира надписот "Што туку венчани". Автомобилот ќе биде продаден на аукција, а сите пари ќе бидат донирани на добротворна организација по избор на сега веќе војводата и војводката од Сасекс. Големите моноволуменци во Европа се во изумирање, но преку Атлантикот добро се држат. Затоа Kia темелно го обнови моделот Sedona, кој е слабо познат на стариот континент. Атрактивно дизајниран, овој миниван ги исполнува сите барања за долги и комфорни патувања. Долг е 5,1 метар, што заедно со широчината од точно 2 метра обезбедува мноштво простор во внатрешноста. Визуелните корекции ги истакнуваат големата маска и закосените светла со LED технологија. Браниците се благо поагресивни, а тркалата од 19 инчи ја разбиваат монотонијата на силуетата. Соодветни измени има и во внатрешноста. Инфозабавниот систем е нов, инструмент таблата помодерна, а материјалите поквалитетни. Опременоста е збогатена со повеќе безбедносни асистенти, меѓу кои активен темпомат и систем за автоматско запирање. Овој модел, некаде познат и како Kia Carnival, се нуди со 3,3 литарски бензинец со 276 конски сили и 8 степен автоматски менувач. Цените треба да се движат од доста прифатливи $27,000 за основната, па до $42,000 за најлуксузната изведба. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од €109 месечна рата. Светот пред себе. Студ претворен во топлина. Горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Една
Едноставна убавина, претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Say hello to the Peugeot 208 with active city brake, if you need it, and a reversing camera. What are you doing? Sebastian's supposed to look at the reversing camera. Forget it. No, don't even bother showing them the park assist. Not so easy after all, is it? Everyone needs a hand in the city. Кога станува збор за Фиат, прва асоциација се малите автомобили. Овој имидж е заработен во средината на минатиот век, кога целта беше Италија да добие ефтин автомобил достапен за сите. Вирусот се прошири во Апенинскиот полуостров, придонесувајќи автомобилите да станат предмет на обожување и во другите земји. Врз славата на Чинквеченто се лансира неговата модерна верзија, од која Фиат пола век по представувањето на оригиналот заработува и достигна тираж од 2 милиони парчиња. Ретки се автомобилите кои веднаш по представувањето имаат стекнато култен статус. Еден од нив е и иконата на италијанската автомобилска индустрија, легендарниот Fiat Cinquecento. Настана 2 години после моделот Seicento, односно нашиот Fico. Дизајнерот Данте Джакоза уште од самиот старт сакаше помал модел од него, направен за помладите. Тој сметаше дека, иако профитот е минимален, ваквите автомобили регрутираат голем број купувачи кои ќе останат верни на марката цел живот. Како главен инженер во Фиат имаше моќ да го наметне своето мислење и еден убав ден во 1957-та светот го виде духовниот наследник на Тополино. Во средината на 50-тите години на минатиот век модерниот изглед на Fiat Cinquecento просто пленеше, а механиката беше едноставна. Токму во тоа лежеше и генијалноста на идејата на Джакоза, која од Fiat направи производител и ден денес познат по малите автомобили. А Cinquecento навистина беше мал. Имаше должина од 3 метри и широчина и височина од 1,32 сантиметри. Во него едва собираше двајца возрастни и 2 деца, но затоа со леснотија се пробиваше низ тесните италијански улички. Цената му изнесуваше 490.000 лири, што беше еднакво на 13 работнички плати. Дизајнерски и конструктивно многу сличен на Seicento и тој имаше мотор назад. Од двата цилиндра со зафатнина од 479 кубни сантиметри беа извлечени 13 конски сили. Максималната брзина му изнесуваше 85 км на час, а до неа стигнуваше за нецела минута. Нешто подоцна доби и посилна верзија, најпрво со 21, а потоа со 23 конски сили.
Го преработи и Абарт, кој ја зголеми силината на 26 коњи. За да ја докаже неговата издржливост, еден од првите преработени примероци беше возен 7 дена непрекинато. За тоа време беа поминати повеќе од 18.000 километри со просечна брзина од 108 км на час. Без некои поголеми промени, малото автомобилче остана во програмата на Fiat се до 1975 година, до кога беа направени 3,9 милиони примероци. Се произведуваше во 3 фабрики во Италија, но и во Германија и Австрија под ознаките NSU и Steyr-Puch. Детройт е колевка на американската автомобилска индустрија, но купувачите се во Њујорк и Лос Анџелес. Така размислуваат доста производители кои еден по еден се повеќе се откажуваат од учеството на тамошниот салон на автомобилите. Од големите годинава ги немаше Порше, Јагуар, Ленд Ровер, Мазда, Волво. На нив од идната година ќе им се придружат Ауди, БМВ и Мерцедес, така што Volkswagen остана единствената германска марка која ќе учествува во Детройт. Другите се уште молчат, но списокот сигурно нема да заврши тука. Салонот во Детройт традиционално се одржува во јануари. Почетоците му задираат од крајот на 19. век, а од 1989 година застана рамо до рамо со највлијателните светски автоманифестации. Оние во Женева, Токио, Париз и Франкфурт. Последнава декада неговиот имидж се повеќе опаѓаше, а истовремено интересот за производителите за салоните во Њујорк и Лос Анџелес растеше. Финалниот удар по се изгледа му го зададе саемот на потрошувачката електроника во Лас Вегас. Тој стана место каде производителите ги представуваат своите најнови технологии. Заради ова и заради студените зими, организаторите на Детройтскиот автор шоу размислуваат да го променат терминот и тој да се одржува во октомври. Сепак тоа најрано може да го очекуваме за неколку години, а дотогаш на производителите им останува да се пресметаат дали ќе им се исплатат трошоците од $10 милиони колку што ги чини изложувањето во Детройт. Се проценува дека од одржувањето на овој салон во локалната економија се слеваат околу $0,5 милијарда секоја година. После одличните реакции на публиката во Женева, каде беше покажан концептот Vision X од Шкода, потврдија дека идната година на истото место ќе ја представат неговата сериска изведба. Се шушка дека ќе се вика Polar, но потврда за тоа нема. Овој субкомпактен кросовер кој во понудата ќе се смести под Karoq е близок роднина на Seat Arona и идниот Volkswagen T-Cross. Со својата должина од 4,25 метри, малку е поголем и попрост
двустранен од нив, што впрочем е долгогодишна стратегија на Шкода. Покрај бензинските и дизел верзии би можел да биде достапен и со хибридниот погонски склоп од представената студија. Кај неа за задвижување на предните тркала е наменет 1,5 литарскиот бензински мотор кој може да работи и на природен газ. Електромоторот сместен назад обезбедува еколошко возење со нулти емисии или пак погон на сите 4 тркала. Од Шкода потврдија дека електричната задна оска ја имаат развиена уште пред 2 години. Тешко е да се стигне до врвот, но уште потешко е да се остане таму. Затоа и Volkswagen ја менува стратегијата и секој пазар ќе го третира засебно. Така формулата применета на големиот Атлас во Америка сега доби 2 нови продолженија. Крос Спорт концептот е негова динамична изведба со 5 седишта која се очекува на пазарот идната година. Стилските измени на надворешноста благо го диференцираат од познатиот модел, додека пак внатрешноста е повеќе подредена на спортското чувство. Освен дека е поставен на MQB платформата, за механиката прерано е да се зборува. За разлика од него, концептот Atlas Taunак најавува една поинаква иднина. Можеби неостварлива, бидејќи се работи за пикап верзија на Атлас, за која во Volkswagen тврдат дека немаат никакви планови. Заради тоа, дизајнерите биле послободни и му подариле модификуван изглед на предниот дел со осветлен амблем и маска. Задниот дел е типичен за ваквите возила, а внатрешноста благо футуристички дотерена. Сепак, целокупниот впечаток вели дека еден ден лесно може да стане серијски производ. На промоцијата на новата генерација на Touareg која се одржа во Пекинг, се слушна дека Volkswagen до 2020 година во Кина ќе представи најмалку 10 нови спортско корисни возила. 2 од нив беа покажани под генерички и привремени имиња. И двата се развиени таму, но со различни партнери. Првиот, наречен Advanced Mid-Size, се карактеризира со напредни технологии и луксузен интериер. Вториот, Powerful Family, е најавен како помал брат на Terramont, која е кинеска верзија на Атлас. Конкретни детали ниту за едниот, ниту за другиот не се соопштени, но сигурни сме дека наскоро повторно ќе слушнеме нешто за нив. За љубителите на јахти не постојат лимити, нивните желби се поголеми од морските длабочини. Токму тоа го инспирираше холандскиот бродоградител Damen да го понуди својот репрезентативен модел Power Play заедно со подморница. Производ е на марката Triton и со својата панорамска купола идеална е за разгледување на морското дно. Подморницата може би е мала, но оваа јахта никако не е. Има должина од 55,5 метри и тежи скоро 500 тони. Задниот дел од палубата со површина од дури 225 квадратни метри е прилагоден за безбеден транспорт на подморницата. Остатокот пак е луксузно сместување за само 6 патници, за кои ќе се грижи 11 член екипаж. Холандскиот производител не објавува многу податоци за оваа јахта, вклучително и цената. Место тоа кажа дека досега има примено нарачки за 6 примероци, од кои првиот ќе биде испорачан летово. Во својата програма Damen има уште 3 класи на јахти, една помала и 2 поголеми. Во својата 112 годишна историја, италијанскиот производител на велосипеди Вилиер Триестина има многу подеми и падови, но после секој од нив се враќаше на уште поголеми височини. Така ќе биде и сега со најновиот проект наречен 110 NDR.
Во основа му се вткаени тркачките гени на марката, интегрирани со најновите технологии. Акцент е ставен на аеродинамиката, но и на секојдневната употребливост. Рамката е направена од јагленородни влакна и располага со ултимативен баланс меѓу перформансите и комфорот. За него е развиен посебен патентиран систем кој ги абсорбира задните вибрации и удари. Опремата е од Shimano, а целиот велосипед тежи нешто над 7 килограми. На располагање во 6 големини, а со оглед на се, цената од 4750 евра и не е така висока. Иако мала, таа има тркачко педигре. Opel Corsa GSI е уште еден мал автомобил кој има големо срце и богато минато. Љубителите на најмалиот модел од Русалска им очекуваа да се најави новата генерација на Corsa, но наместо тоа им се понуди спортската верзија со 150 конски сили. Тоа е помалку од ултимативната OPC, која има дури 207 коњи, арно ама сосема доволно да остави многу автомобили зад себе. Името е битно, ние тоа најдобро го знаеме. Затоа и ни беше малку чудно што при лансирањето на Corsa пред 3,5 години беа прескокнати некои нејзини варијанти. Сега неправдата према купувачите е исправена. Opel од летово ќе ја понуди Corsa GSI со механика од ултимативната OPC верзија. Разликата меѓу нив нималку не е наивна. Додека OPC располага со 207 конски сили, идната Corsa GSI ќе има 150 коњи извлечени од 1,4 литарски мотор од спорт верзијата. Но затоа се друго на неа ќе биде како што треба. Системите за ослонување и сопирање ќе бидат безкомпромисни, а дизајнот практично идентичен. Тоа значи и поголеми всисници за воздух, хромирани издувни цевки, како и рекаро седишта, спортски управувачи и алуминиумски педали во внатрешноста. За пренос на силината е задолжен 6-степен мануелен менувач со кој, ако вешто се ракува, ќе ве однесе до 100 км на час за 8,9 секунди. Тоа е за здрави 2,1 секунди помалку од динамичната OPC изведба, која е побрза и за 23 км на час. Заради тоа не може да кажеме дека Corsa GSI ќе биде џебна ракета, но цената која се очекува да биде за 5000 евра помала ги оправдува достигнувањата. Посебно затоа што на кривулести патишта ќе биде вистински ѕвер. Агилноста на недоволно истражениот турбомотор треба да понуди одлична забава во возењето. Чистото спортско доживување и понатаму ќе биде ексклузивно резервирано за OPC изведбата на Corsa, но сигурни сме дека враќањето на GSI ознаката после 30 на години кај купувачите ќе разживее агресивност за која не биле свесни. Секој од нас носи чевли со различен број и нашите автомобили имаат пневматици со различна големина. Но, за разлика од чевлите, каде една бројка кажува се, ознаките на пневматиците се покомплицирани. Се состојат од комбинација на бројки и букви кои доста прецизно дефинираат се во врска со нив. Иако на прв поглед изгледаат како тајна шифра, читањето на ознаките на пневматиците сепак не е толку тешко. Првата ознака сите знаеме што значи. Ни кажува колку милиметри е широк пневматикот. Втората бројка ја означува височината на бочните зидови, изразена во проценти од широчината. Тоа значи дека кога избереме поширок пневматик, тој автоматски ќе биде и повисок. Затоа е доста важно да се почитуваат препораките на производителот на возилото и да
не се претерува со широчината. Следи буквата R, која означува дека пневматикот е со радијална конструкција, какви што денес се сите. Зад неа среќаваме двоцифрена бројка која го покажува неговиот внатрешен диаметар изразен во инчи. До тука се е јасно и едноставно. За разлика од дополнителните ознаки што следат, тие се состојат од 2 или 3 бројки и една буква. Бројките ја покажуваат носивоста на пневматикот, а буквата максималната брзина за која е конструиран. Реалните вредности за тоа треба да се прочитаат од соодветната табела. Например, ознаката 98V значи дека тој пневматик има носивост од 750 кг и дека може да се користи до брзина од 240 км на час. Но тоа не е се. Понекогаш на пневматиците се среќаваат и други ознаки кои прецизно ја дефинираат неговата намена. Така, пневматикот со ознака XL има засилени странични ѕидови и е наменет за потешки возила какви што се теренските. Посебно внимание привлекуваат така наречената DOT ознака. Го покажува датумот на производството и се состои од 4 бројки. Првите 2 неделата, а вторите 2 годината во која пневматикот е произведен. Токму за ова постојат најголеми дилеми кај возачите. Имено сите сакаме пневматиците да не бидат свежо произведени, но реално за тоа нема причина. Тие започнуваат вистински да стареат дури откако ќе се монтираат на возилото. Производителите на пневматици даваат гаранции дека после 5 па и повеќе години тие ќе ги имаат истите карактеристики како новите, под услов прописно да се складирани. Затоа побитно од датумот на производство е како пневматиците се чуваат и затоа треба да се внимава од каде ги купуваме. Поминаа 3 години и уште никој не може да го надмине. Ферари FXX-K беше и остана недостижно парче техника со уникатен темперамент. Направени се само 40 примероци кои никогаш не им се испорачани на оние што ги купиле. Сите се сместени во Маранело, каде се одржуваат во врвна кондиција. На барање на собствениците се транспортираат директно каде треба, најчесто на специјално за нив организираните манифестации. Тоа што тие за нив платиле по 2,5 милиони евра воопшто не менува ништо. Маранело од секогаш бил расадник на најдобри спортски автомобили, но FXX-K е нешто врвно. За едни звер, а за други лабораторија на тркала. Тој во основа е тркачка изведба на LaFerrari и не може да се регистрира за редовен сообраќај. Задвижуване од 6,3 литарски V12 агрегат, хибридно засилен со KERS систем на 1050 конски сили. Со технологијата од Формула 1 брз е како ѓавол и така и звучи. Всушност, многумина тврдат дека го има најдобриот звук во историјата на автоиндустријата. Да ја слушнеме неговата симфонија во акција. Убеден сум дека симфонијата на Ферари ви го разубави денот. Со неа го завршуваме ова издание на Автомагазин. Нека звукот на Ферари FXX-K ви остане во сеќавањето барем до нашата следна средба, која ќе се случи за 7 дена. До гледање.